Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, во уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Боцевски се извинувам. Со В, да. Ја немам проблем со името. Да бидам искрен, малку ми е криво што вчера не беше неработен ден овде во Радио Лидер, од проста причина што ние одамна го имаме напуштено концептот на 8 часовно работно време, нели, кој се слави на 1 мај. Јас и Ивица имаме негде 2,5 сати, 3 работно време, овие од техника може би имаат негде 4,5, максимум до 5, а оние кои се на сајт, кои работат во лежерните услови на нивните топли домови, понекогаш и од нашите канцеларии имаат негде околу 6 часовно работно време, така што ние сме доказ дека Шведска може да ја имате и овде. Да, но види, во Шведска, ако имаш емисија од саат време, ти помагаат колку луѓе да спроведеш емисијата? Со креативност, со идеи, со... Добро се. Добро се, во некое мало локално радио како нашето, не верувам дека и таму нешто многу луѓе им помагаат. Во оние кои се државни сервиси, национални сервиси, да, но во малите медиуми... Во главен град, во Стокхолм, например, политичко радио, колку имаат луѓе кои што им помагаат? Сигурно се негде на ниво, кај нас можеме малку повеќе, затоа што сепак радијата и таму се во своевидна криза, но не им велиме отворено на швеѓаните, ги предизвикуваме дека и Балканот знае да биде убаво место во однос на работничките права, затоа што Балканот, за разлика нели од сите тие западни земји, па и од Русија, да речеме, и од источните земји, и од далечниот исток, овде на Балканот концептот на права за работниците беше доминантен и ги уживавме правата. Никогаш не сме имале голема експлоатација, правата на работниците ги имавме се до доаѓањето на СДСМ на власт во 90-тите. Не, они беа на власт од 43-та, ако гледаш така, од која се трансформира, од која стана капиталисти. Тоа СКМ ПДП и СКМ претходно, добро. Не здроби, значи. Не, и СКМ ПДП бе окей. Проблемот кај нас беше транзицијата. Значи, еве да си кажеме дека... Значи, пост СКМ ПДП. Да, кога почна да се даваат, нели, пари во пликоа и такви работи, кои што слушам дека уште постоја, дури и во твојот град се зборува за неколку такви погони кои што така... Кеш плакет? Да, се уште, што значи дека се толерира, пази. Значи, режија сега, јесте да сме Шведска, ама ставите ги телефоните на silent, затоа што не звучи ова... Не, Шведска не сме, Шведска не сме. У Шведска се одговорни. Да. Они не работат многу, ама се одговорни луѓе, затоа да. Не, а инаку знаеш дека е правена една пресметка во однос на продуктивност на работа и во суштина заклучено е дека, да речеме, Шведска убаво што ја спомна. Швеѓаните вистина е дека во она што го зборуваме работа, дури поминуваат и помалку време. Меѓутоа се па многу продуктивни. Значи, кога се работи. За разлика од тоа, например, Италија и Грција, па и Турција тука, многу повеќе работни часови имаат, ама очигледно таму е како она кај нас, нели, севаш по телефон некаде во некоја канцеларија, прашуваш што правите, слушаш, еве работиме, а знаеш дека таму се прави, само не се работи. Сега ти кажам пример за Италија. Вика, имам пријатели од Македонија кои се бават со сајбер безбедност. Во Европа тоа е озбилно сватено и секоја поголема фирма, дури по закон, доколку сака да има поддршка од осигурителни компании, од банки, мора да има спроведено систем за сајбер безбедност и некој тој систем константно да го мониторира. И сега македонскиве софтвераши се малку поприфатливи со цени на пазарот и многу често тие ја добиваат работата и овде од Скопје, например, на една фирма со 400-500 вработени во Италија, да речеме, да ја одржуваат сајбер безбедноста на мрежата, затоа што за таа работа нема ни потреба да си таму цело време и луѓе ми кажуваат, велат, имаме, вика, проблем со италијани, вика, затоа што многу им се закачуваат малвери поради гледање порнографија на работа.
Па немаат филтри? А па ги инсталираат Македонија филтрите. има филтри, знаеш. Значи ги инсталираат Или филтрите. торови една друга. Но шо прават? италијаните биле толку софистицирани што преку прокси сервери, преку VPN инсталирале. Се. Само замисли, седиш се замараш саат време, нели да го направиш тоа преку VPN и чуда, за да гледаш порнографија на работа. Знаеш, има и такви. Не, но од друга страна мора да ги пофалиме дека кога сакаат пак да работат, се уште има индустрии каде што нешто што е произведено во Италија е врвно и по квалитет и по цена и по сите нешта. И не само тоа, види, малку има тука и понекогаш ги гледаме земјите како целина. Ако направиме една деагрегација на Италија, северниот дел на Италија е еден од најразвиените во Европа. И не само тоа, нели знам дека ти ја следиш на стартап сцената. Стартап сцената во тој дел околу Милано, Венето, универзитетиве кај што се и така натаму. Бога ми да им позавидат и горе, Упсала, Каролинска, што ги спомнавме, Шведска и Види, така тоа се, натаму. например, колку и по структура се отидете во Милано, ќе видите колку е чисто, колку е убаво, како да сте во Германија, кој ќе отидете во Рим, гледате континер што тече, као да сте во Скопје. Да, Рим е Се добар, ама може- Наполи па, например. Наполи е као да сте во, ајде да не кажам некоја општина од Скопје, ќе бидам расист, да не излезам расист, нормално, затоа што бев во таа општина минатата недела, морам да кажам дека изгледа се попристојно. Станува збор за општина Шуто Ризари. Таму Курто Дудуш, ЛДП и Дом се нели на Значи неверојатно е, ја се возев така случајно низ тој дел на градот и морам да кажам дека она што го видов изгледа достоинствено, не очекував. Види, од тоа, знаеш дека Памтејки ги, доказ паметејки ги нели сликите Да. од претходно. Македонија ако за нешто може да се пофали е тоа дека нели демократијата е бавна, ама функционира. Во однос на ромски права ретко кој може на Балканот. Далеку сме да речеме од нешто совршено, меѓутоа споредено со другите земји од Балканот, тука нештата се помрднати далеку повеќе од таа нели почетна точка. Ај се Да не се вратиме на должиме- 1 мај, чекај, не, да се вратиме Значи на 1 не, мај. мислам дека Не, мислам мораме да се вратиме на 1 мај, види. Не, ако сакаш да се вратиме на 1 мај, ќе доеш и ќе работиш на 1 мај. Да, не, на не, 2 не, мај, не, добро. да се враќаме на 1 мај, не планирам. Само да кажеме на 1 мај, го дочекуваме овој 1 мај како земја каде што владата предводена од две партии, од кои што едната е членка на Социјалистичката интернационала, другата сака да биде членка на Социјалистичката интернационала, предложија закон со кој што работното време треба да биде 60 часа. Значи збориме 6 часа Социјалистичка неделно. интернационала што ја водел Вили Бранд. Или 12 часа дневно. Да. Мање више. Социјалистичка интернационала што ја водел Вили Бранд. Значи партиска федерација што во себе го има Лулов Палме. Еве Шведска, спомнавме социјалдемократијата. 60 часовно 2023 Лјупчо. Ти го разбирам муабетов, Не, но бе, како ми го разбираш за овој муабетот? муабет требаше да се дојде на работа на 1 мај и да се Не, прави. муабетов ке на тече. 2 мај сега после свадба Не, тапани да правиме. Муабетов ке тече. Не Муабетов ке планирам. тече додека Значи до Муабетов година ке ќе тече се додека дојдете на требало работа да тече. сите тука на 1 мај и ќе зборите Не, на 1 мај се оди на протест, на 2 мај се збори за на работнички 1 мај, на 1 мај. Тоа време комунизмот и 2 мај. Не знам дали сте приметиле, почитувани слушатели, На 2 мај се идеше на скара. Откако Да. го укинаа 2 мај како празник, престана да врне на 2 мај. А на 1 мај и понатаму врне, некако природата и ви враќа за тие пикници во реално 2 време. мај беше познат по скарите. Значи на Се скара 1 се- мај е познат по скарите. На скара се одеше за 2 мај и редовно мораше малце да подзаврне. Е, сега е обратно. И вчера подзаврна малце. Сега за 1 мај подзаврна. Добро, ти сега со дете си дома, па не гледаш. Кој вчера малку подзаврна, таман така да не подсети дека дошол Уф. 2 мај. Да ти кажам искрено, јас тие пикници, не знам, од средно не сум идел нешто така поозбилно на такви работи за 1 мај. Не дека нешто класно свесен сум станал, ама кога работиш толку многу, чекаш такви денови за да се изнаспиеш. Добро, ја да бидам искрен, за таа работа сум бил класно свесен уште од дете, како се вика, затоа што верувам ја во тоа дека има нешто околу дека работничките права се придобивка кои што треба да се бранат по секоја цена.
Одиме Така сум со воспитан, така сум одгледан и кон тоа држам. првата тема ово Да. утро, тоа е Александар Николовски во ЕПП. Не во ЕПП, во Парламентарното собрание на Советот на Европа. Така, имаш Ивица Александар еден говор кој не им се допадна на бугарите. Да. Значи, во Страсбур беше говорот. Ти го проследи Да. поточно кои се главните поенти кои би можеле да ги извлечеме? Па, види, главните поенти од говорот на Александар Николовски, подпредседателот на ВМРО ДПМН, се многу јасни. Главните поенти се однесуваат околу спроведување на пресудите од Европскиот суд за човекови права. Видете, ај се ова да го објасниме најпластично. Може Македонија и Бугарија колку сакаат договори да потпишат. Може Македонија и Грција колку сакаат договори да потпишат. Меѓутоа, сите овие три земји, и Македонија, и Грција, и Бугарија, се членки на Советот на Европа и се подписнички на Конвенцијата за човекови права на Советот на Европа. Како подписнички на Конвенцијата, нели, обврзани сме дека постои некоја, ајде да наречеме, наднационална судска инстанца, која што го оценува работењето на судските власти во секоја земја. Тоа е Европскиот суд за човекови права. И не само тоа. Туку начинот на кој што се е структурирано работењето на Советот на Европа подразбира дека секоја од земјите членки има право да се залага за почитување на одлуките на Европскиот суд за човекови права во било која друга земја членка на Советот на Европа и подписничка на конвенцијата. Така што, независно од тоа какви договори подпишале Македонија и Бугарија, овдека станува збор за заштита на човекови права. Еве, Николовски вели, во Европскиот суд десетици илјади граѓани во цела Европа бараат правда која не може да ја најдат во домашните судови, кога нивните основни човекови права, право на слобода на говор, право на здружување, право на национално самоидентификација и право на употреба на мајчиниот јазик не се почитуваат. Македонците од Бугарија со децении се борат за овие права. И имаат 16 пресуди таму и сакаат да ги остварат своите национални, јазични и културни права, но за жал Бугарија тоа одбива да го направи. Одбива да ги регистрира нивните здруженија преку кои сакаат да ги остварат своите права. Ке се согласите дека ова е недемократски чин на земја членка на Европската Унија. Ова е силно подкрепување на кредибилитетот на судот, подкупување на кредибилитетот на судот и затоа Советот на Европа мора да действува. Советот на Европа мора да ја казни Бугарија, вели Николовски, и да спроведе санкции за да ја принуди Бугарија да ги спроведе пресудите на Европскиот суд на човекови права, како и другите земји кои одбиваат да ги спроведат пресудите. Тоа е единствениот пат да се оди напред. Оно што е интересно Боцевски е дека Николовски практично бара санкции за Бугарија, затоа што таа на организацијата во која членува, нели? Да. Не ги исполнува критериумите. Сега што имавме после ова? Ма не ова, види, се повеќе ова, не е само критериуми, значи ова е Европскиот суд за човекови права е дел од судскиот систем на Бугарија. Исто како што е дел од судскиот систем на Македонија. Не, затоа го објаснав контекстот, нешто ме прекина. Она што е најинтересно сега. После ова нормално вампирите излегуваат на политичката сцена, условно кажано. Бугарија има една, како да кажам, прилично агресивен одговор. Нова логично значи, што се барање на Николовски. Бугарските претеници од ГЕРБ, кои што се член на таа, протестирале кај Пољакот, кој што е координатор на ЕПП во парламентарното собрание, барајќи да биде санкциониран Александар Николовски, што не се случило нормално. Односно, Европската народна партија во овој случај застанала зад Александар Николовски. Апсолутно зад. Ама што друго може да направи? Сега видете. Што друго може да направи? направи? Пазете, некоја си таму Европска народна партија, од некоја си таму Европа застанала зад нашиот пратеник Александар Николовски, кој побарал да се спроведуваат правата на македонците во Бугарија. Фала им на ЕПП. Браво за Николовски што ете отишол таму и се бори за нашите права. Но ајде да видиме кој не застанал зад Николовски. Зад Николовски, кој е представник на нашата држава, на нашето собрание,
прво не застана нашата влада. Боже, сега човек тие да застанат. Епа, Боже, тој сега нас човек не тие представува таму. Ама не, чекай малце. Што ако доаѓа од ВМРО ДПМН? Сега ќе кажем една работа. Значи- Знаеш дека пред испраќањето на шеф на мисија на амбасадор таму, тоа е Светлана Гелева од Министерството за надворешни работи, имаат и инструкција. Не знам дали знаеш. Немаат писмена, има устна инструкција дипломатите македонски, која се зборува во телото на Советот на Европа, затоа што тоа се вика нели министерски состанок. Меѓутоа министрите не може постојано тамо и кој ги представа таму? Амбасадорите, нели? Има инструкции или вршители на должност случај да се излезат кога се зборува за оваа тема со цел да не сме ги нарушувале односите со Бугарија. Ти се верува ли ова? Не, значи пази таква инструкција има луѓето. И нормално сега работите се променети затоа што таму има друг лик. Сега Македонија си реагира. Ајде да видиме до кога, затоа што не им се ај сега да видиме, ова е многу побитно што се случи. Значи само секунда. Да. Боцевски. Ваквите бугарски протести кои Бугарија не сака да ги признае за луѓе, овие луѓе од Пиринска Македонија, и нивните протести против излагањето на Николовски во ЕПП, каде што беа онака одфикарени, беге, добија поддршка, верували или не, почитувани слушатели, во македонските медиуми. Медиумите кои се платени да промовираат национални интереси на Македонија. Имено, добро, Deutsche Welle, кој е германски медиум на македонски јазик, но и независен кој е медиум од овде, иако собствеништвото Нема му е... Deutsche Welle не е независен медиум, тој е медиум на германската влада. Но независен весникот независен, кој има сајт, почна независен, сега види. кој се покажа дека е зависен, но кој е медиум од овде, значи, почнаа со тоа дали Николовски имал право да говори во име на ЕПП и во име на Македонија. Значи, Ало Николовски е дел од партија која членува на ЕПП. И сега независен Deutsche Welle и сите портали на СДСМ со идентичниот наслов го напаѓаат човеков зошто се борел за Македонија и за македонскиот народ. Луда работа. И сега одиме понатаму, тоа добива уште покритична димензија во моментот кога оваа хајка преминува во делот на лажните вести, имено дека од ЕПП него ќе го санкционирале. Од ЕПП него не му дозволувале да ги представува. Да, така. Нешто што на крајот излегува дека не само што не е така, туку има целосна поддршка од Европската народна партија. Зашто да нема, ајде? Која иначе најголема партија во Европа, by the way. Има... Добро, да. Добро, сега Орбан од кој излезе, не знам таму колку има премиери па и конзервативците председатели. И Орбан излезе, да, едно од двете најголеми. Не, конзервативците одамна излегува, нели? Но едно од двете најголеми. Од двете најголеми, таму членува ВМРО ДПМН. И сега многу им е тешко на нашиве да ја бијат оваа битка во Македонија против правата на македонците и ете, почитувани слушатели, во 2023 година го дочекавме тоа, некој овде да, пазете, шовинизам е да кажеш дека треба да биде признаено македонско малцинство. А не е шовинизам кога ти треба да ги признаеш сите можни малцинства овде и да ги ставиш во устав, иако имаат шакајада луѓе како припадници на тоа малцинство. Зборувам за бугарите. И сега пази, шовинизам е што човеков излегол и побарал македонците да бидат признаени. Значи не да влезат во уставот на Бугарија, да бидат признаени, да добијат право, да бидат идентификувани, да им стои нели дека се малцинство, да имаат своји културни клубови, да постојат. Значи побарал македонците во Бугарија да постојат. И сега точно. Тоа е проблем, а овде што кажеш нема бугари, има прво имаш 3.500 бугари, има, не само што ги има. Од кои најголем дел се платени да бидат. Не само што ги има, туку се и тие што не се платени секоја чест за нив им посакуваме се најдобро. Не само што ги има, многу блиски до нас и културолошки и секако, но има да бидеме искрени луѓе кои се платени да бидат бугари. Регистрирани се здруженијата и така натаму никој не ги почитуваме и оние што се идентификуваат како бугари, не може да кажеме дека не само тоа бе, се ако зборуваме за тоа живеевме ние во земја, усвари ти не си. Јас сум живеел во земја кај што бугарите беа призната народност.
се до 1991 година оваа земја беше дел од Социјалистичка федеративна република Југославија. Бугарската народност во тие делови на Србија, каде што е мнозинство, имаше основни школи, средни школи, знаме и така натаму. Така што каде е дискриминацијата, Лјупчо? Еве вака отворено прашам. Но, види, треба да се поддржи Александар Николовски, види, овие гнасни работи ќе ги има, бе, Лјупчо. Овие работи ќе ги има. Не, види, они... Ова е гнасно. Значи, се наместо... Нели ова не е национална политика, така? Дали ова национална политика да ги поддржуваме? Се наместо се каже браво за човеков, не се ќе напаѓаме. Мене ми е каде е лепотано од водно да излезе водно снова, пошто нели он беше многу голем борец за правата на македонците во Бугарија. Лепотаната од водно, добро, немаше више. Овако. Знаеш за кој мислам, нели? Мислиш веројатно за председателот, така? Тачно. Да. Затоа што освен што се чешла и се шета, не видовме никаква друга акција од негова страна. Во однос на македонците во Бугарија. А тука ги примаше, па ветуваше, а пред тоа Милен Врабевски го примаше, нели, кој вбризгува тука пари за бугарската кауза, но не е проблем, тоа е окей, го примил. Зошто ги лажеше македонците од Пиринска Македонија дека ќе оди на отварањето на културниот клуб Никола Јонков Вапцаров? Требаше да отиде на тоа. Зошто не отиде? Грешка еше не отиде. Значи, него ќе го свиркале од левици, од ВМРО да не бе другарче, ти отиде таму поведи народ да видиш како ќе те сака. Добро, за волја на вистината отиде, имаше представник, така? Отиде генералниот секретар Миле Бошњаковски. Ама сега видете, Миле Бошњаковски го знаеме, човек патриот. Верувам дури дека во приватен ангажман отишол таму. Не верувам. Не објавија дека е како вако. Ама тоа објавија за пиар да добијат на крај, па еве сега. Абе, ајде ги знам какви се. Не ме ги збори. Не, во секој случај види, каде еве, добро, нападот, тогаш направил, не направил. Каде е сега Пендаровски да излезе и да побара да се спроведат овие пресуди, нешто што, пази, Николовски побарал да се спроведат пресудите кои ги има донесено Европскиот суд за човекови права, не побарал нешто ексклузивно. И да се спроведе судска пресуда било шовинизам, па сега ќе ми пишуваат 20 портали у Македонија дали имал право да го каже тоа или не. Не, тоа е ненормално, тоа е ненормално. Значи, чекајте бе. Значи, моментот дека некој овдека застапува бугарска агенда и дека некој се обидува, значи, јас разбирам дека постојат натрепартиски, како се вика тоа, гледаш се ја барам збор, трзавици, како е? Препукување, да речеме. И сето тоа е во ред, знаеш, во внатрешната политика дури е прифатливо понекогаш да има малце политиката поголема острина отколку што, меѓутоа во делот на еве ова надворешна политика. Значи треба да се каже браво за овој потек. Од сите страни. На крајот на криштата, на крајот не е битно кој ќе ги земе заслугите. На крајот е битно македонците таму да добијат регистрирани издруженија, да добијат национални права, да добијат настава на македонски јазик, да добијат начин да афирмираат својот македонски идентитет во Пиринскиот дел на Македонија. Тоа е тоа. Друго ја не предпоставам дека не, за друго не зборуваме. Лјупчо, што мислиш ти? Ивица, само тоа е. Значи, нешто што е легално, легитимно и согласно со меѓународните закони, меѓународните правни норми. Значи не бараме ништо ние посебно. Не бараме устав да не стават, не бараме знамето да ни се вее таму на секоја бандера во Пиринска Македонија. Не бараме да бидеме 30%, па ако не и 51% од администрацијата во Бугарија. Не бараме да има само македонски паралелки во бугарското, како се вика тоа, средно училиште за медицина. Иначе е голема победа во Македонија. Во Панче Караѓозов дозволија да има македонска паралелка. Не знам дали видовте. Одиме со оваа тема по рекламите, почитувани слушатели, затоа што навистина сум бесен.